Во рамки на 50-тото издание на Млад отворен театар изведен е и перформанс од Врба на Искра Шукарова и Естер Бейкер. Ова е нивна соработка и токму за сите детали околу овој перформанс има можност да разговарам и со двете. За почеток со Искра Шукарова, ви благодарам што зборувате за телевизија 24. Ние имавме можност да го видиме овој перформанс, навистина фантастично, така што честитки пред се. Вие долго време се знаете со Естер Бейкер, па колку е важно всушност да се познавате со оне со кој што соработувате? Навистина задоволство да се работи со Естер Бейкер. Ние се знаеме доста години, еве и ова е резултат на нашата соработка. Двете сме дел од мрежата интердисциплинарен интернационален уметнички конзорциум кој што формираше Питер Шишиоли, тој е исто така близок соработник на исто Мередит Монк. Значи се работи за една прекрасна група на луѓе, соработници, особено кои што се заинтересирани за релацијата со природата, со она што е некако поврзано со нас самите, а го забораваме. Така да моето искуство со сите нив е да и конечно имаме уште една можност. Минатата година беше Криста Денајо, која што исто така беше уметник со престој тука, уметнички, поддржан од мрежата Global Practice Sharing, која што исто поддржана од Trust for Mutual Understanding и Movement Research од Њујорк. Естер Бейкер е поддржана исто така од таа програма и едноставно нашата публика имаше можност да види оваа представа и соработка претходно и соработилница и со едно убаво продолжување на соработката со КСП Јадро и ете и во рамки на МОД. Наистина преубав настан. Исто така, во она што можевме да го видиме во перформансот е дека не е според одредена кореографија, туку импровизација. Колку е всушност тешка самата импровизација? Навидум делува лесно, меѓутоа колку всушност е предизвикувачка? Значи, ние всушност имаме структура. Она што и Естер Бейкер го кажа претходно е дека тоа е еден вид на длабоко слушање на другиот. Работиме многу со телото, со поврзување на нашето тело во однос на другите тела. И секако на архитектурата, просторот или во овој случај со реквизити кои што ги имаме, кои што се гранки, суви од парк, имавме истражување исто така надвор исто со работилницата и со учесниците, прекрасни моменти на слушање, поврзување, звук, глас, наоѓање на нашето скриено гласче, кое што го забораваме во секојдневието и она што ние со Естер се трудиме, мислам дека уживаме во тоа и во споделувањето, пак ја спомнам работилницата, која што секако е многу важна и во едукативен и во градење на заедницата и нешто што не значи само дека професионалци може да уживаат во движењето, во танцот и едно проширување интердисциплинарно на она што е нашата дејност, така што сметам дека се вкупно оваа соработка и секако во рамки на факултетот за музичка уметност, каде што сум и професор, имаше можност Естер Бейкер да сподели знаење со средното балетско училиште и со студенти од нашата програма Балетска педагогија. Темата на перформансот е Врба и еве начнавме колку всушност е важно да се поврземе со природата, но можете ли, Шукарова, да ни кажете подетално за самата поврзаност нели на самиот перформанс со врбата како растение?
Взаемно беше некако непосредно дојде тоа, зборувавме за различни дрва во нашата земја и дојдовме до заклучок дека врбата и јас и Естер Бекер ја сакаме и едноставно почнавме со тоа истражување уште и претходно, значи дрвото е дел од нашето истражување и сега така го врамивме во овој галериски простор, она што за нас е, па да кажам, и суштина на нашата пракса. Таа не е многу далечна од она што го живееме. Ја спомнавме работилницата. Кој се можеше да учествува на работилницата и што посебно се научи на таа работилница? Работилницата беше за секој кој што е заинтересиран. Пријавувањето беше во рамки на Јадро, на КСП Центар Јадро, и имаше и учесници од минатата година кои што веќе го посетува, да кажам, тој процес со Криста Данајо и сега продолжија. Имавме и нови учесници во моментот. Исто така учесниците од работилницата се дел од процесот, ни помагаат исто така и учествуваат, и ова е еден отворен процес. За мене преиспитувањето на самиот себе си доаѓа од тоа кога дозволуваме, нели, да направиме еден простор, еден сигурен простор каде што секоја идеја е добродојдена, секоја размена е драгоцена и сите сме различни и некако тоа подсетување на таа различност и убавината во тоа е нешто што сите не исполнува и дел од овој процес и од оваа представа. Јадро центарот не овозможува многу народ, некако поинтимно е самиот простор и тоа може да е нели позитивно бидејќи не сте на сцена, туку сте веднаш тука до публиката, сосем поинаку од, например, и вие сте навигнати на големи сцени и така натаму. Како беше пред толку мала публика да се, мислам, пред помала публика за разлика од големите сцени да се настапува? За мене навистина многу убаво чувството кога публиката е блиску, кога сме непосредно до нив и кога го делат истиот простор. Едноставно, јас последниве години работам многу на таа интеракција со публиката и еве овој галериски простор е идеален во однос на не може многу луѓе можеби да видат одредени случувања, меѓутоа вечерва навистина сме пресреќни со посетеноста и има и голем ефект и разговорот кој што се случи после настанот, каде што публиката имаше можност да исто така да се информира за процесот, за истражувањата и да се доближи до природата. Сосем е поинако чувството, нели, кога е поинтимно самиот уметник со публиката и за публиката е тоа многу важно исто така. Искра, ета го спомнавме интердисциплинарниот пристап кој што вие го имате и години наназад и се уште го негувате и ето го имам и во овој перформанс исто така. Се почесто се прават такви кореографии, такви перформанси. Сметате ли дека така треба, дека тоа е позитивно во однос на танцот? Видете, јас не сум некој кој што прати клишеја, едноставно ова е потреба, ова е длабоко истражување со години, кој што се случува, како што спомнав на почетокот на разговорот со навистина многу искусни кореографи, изведувачи, значи луѓе кои што го користат гласот на особен начин, па мислам до одреден начин и телото, разбирањето, соматиката. Смитам дека ова е потреба. Она што е, да кажам, нели наметнато или мода некоја, или ако навистина ова доаѓа од многу искрен извор и сметам како кореограф и како уметник дека ако нешто не е искрено и изворно од самиот себе си органско, тогаш и комуникацијата со се околу е излишна. Многу ви благодарам и успеси понатак. Благодарам и на вас многу.
Esther, welcome in Macedonia, in Skopje. Is it your first time here? Yes, And how do you like it? I love it. I've really enjoyed meeting so many artists. We led a workshop here at Espaciadro, which has been very wonderful space, and I met many wonderful artists. And we worked in the park. We worked in here. People are very open, very supportive, community oriented. And then I had the honor of working with younger high school students, and they're very talented dancers. I was so impressed. And then, of course, with Iskra, the host, she's been showing me everywhere, and I'm really enjoying the food and the weather, rain and sun, and yeah, I'm just learning about the region and the history. Well, Iskra and I met through residencies in the USA, in Massachusetts, at a place called Earth Dance. And it's a place where you're working with voice and body and nature. And so both Iskra and I love nature and find it as a place of inspiration and a place of healing. And I work with trees, and we're improvising in sight. So we're doing site-specific performance. So creating work in response to the place and the time. I mean, it's a technique, just like in ballet, you're pointing your toe. In improvisation, it's about deep listening to the person and the space and yourself. And there's techniques with improvisation too. And so Iskra and I, we're both older, in our 50s. So we've been— You look great, both of you. 50 is great. And so we both have been practicing for a while now, and there's set actions. So it's performance. So there's specific actions that we're doing that have a set choreography, but it's not like 5, 6, 7, 8, 1 like. So there's important practice of listening, responding in the site, the music, the video. I shot the video in Philly, and I shot the video here in the park in Skopje of the willow trees. So we're kind of like this intercultural places in the world. The willow trees both grow by the water. And also later on in the piece, we talk about pollution. So these things of climate justice. And it's important for us as humans to look to nature as a place of learning, because we have to be careful with our earth. We need to be kind with it. So as you were using artists, we're also using this as a political kind of statement too, to what we can learn from nature. Esther, thank you very much, and welcome again in Macedonia. Thank you so much. Thank you.